СДСМ и Филипче се повеќе тонат во талогот во кој самите си се пронајдоа. Тоа го гледаат и граѓаните. Според оние кои зборуваат пред нашата камера, некогаш моќната партија која се нарекуваше државотворна, сега е целосно идеолошки загубена, без визија како би ја водела државата доколку некогаш повторно дојдат во таква ситуација. Партијата оди надоле и продолжува и понатаму да оди надоле. Значи, они, како што ги слушаме, сами изгледа не се свесни колку пропаѓаат и најверојатно ќе се изгубат скроз. Стана негде околу трета-четврта партија по рангирањето во Македонија. Видим, не им иде, зашто? Тоа што да кажам. Све тонат и тонат повише. Ветерот го донал, ама не го однал. Не ми е познато тоа. Не се бавам со политика, не ме занима. За мене политиката е само перење мозок. Да се гледаме ние духовно и све останато ќе само ќе си даде. Сите талкат бе, брати, се да сама кој, само би испаштана. Талкат чи колку сакаш од државчот. За состојбите какви и да се, секогаш причините треба да се бараат кај оние кои командуваат со бродот, а бидејќи во случајот на СДСМ тој се побрзо тоне. Според луѓето вината е Филипче и неговите најблиски соработници во врвот на партијата. Треба да се смени, лидерот треба да се смени. Тој си е добар неврохирург, треба да продолжи со својата работа, а не да се бави со политика. Па треба да се смерат малку, бога ми, како што не прават ништо. Колапс, не оди напред ништо, народот тапка во место и народот е виновен. Дел од граѓаните пак се настават дека СДСМ е на добар пат и дека може да понуди подобри перформанси од актуелната власт. Моментално е подобро од другата партија. Мислим, има некои проекти што ги направил во СДС, мислим се наоѓал подобро. На некои ситуации подобро од ВМРО. Мислим, најбезбедна партија е ова, СДС, да. Инаку, поради лошите состојби во СДСМ, поранешни и сегашни видни партиски функционери неодамна формираа платформа насловена «Разговори за еднината». Од таму велат дека на Македонија е потребен општествен договор како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени. За раководството на Бихачка тие одработувале за ВМРО ДПМН. Инаку Филипче во последниот период влезе во конфликт со повеќе видни партиски членови кои критикуваа неговата работа. Кавга имаше со актуелниот градоначалник на Крива Паланка Сашко Митовски, кој даде поддршка за рудникот за Антимон Крстов Дол. Иницирано исклучување има и за повеќе членови, како Петре Шилегов и Јован Деспотовски.